Мене ми е големо задоволство што сум денес тука на одбележувањето на овој значаен настан за жителите на Радовиш, на Штип, на Струмица и целокупниот овој југоисточен регион во државата. Поводот за тоа задоволство е јасен и недвосмислен. После 50 години, конечно деоницата од Радовиш до Струмица наместо по Коцки и Макадам ќе се вози по модерен магистрален пат по целата должина на трасата. Онака како што ветивме, така и реализираме. За разлика од сите други кои во минатото ја ветуваа неговата изградба само за предизбори, а после забораваа на ветеното, ние останавме на зборот. Ветено, остварено. Издвоивме 455 милиони денари и во изминатиот период се направи нов пат во должина од 10 километри со кој се комплетира целата траса од Радовиш до Струмица. Стариот пат со Коцки останува да подсетува на едноминато време. Пред нас е новиот пат преку кој граѓаните ќе се движат многу побрзо и многу побезбедно. По стариот пат се водеше по 40 или 50 км на час, имаше многу сообраќајки и возачите мака мачеа да ги избегнат дупките и тумбите за да не ги оштетат своите возила. Овој нов пат има ширина од 7,7 метри, нови банкини, нова сигнализација и проектирана брзина од 100 км на час. Разликата е очигледна и неспорна. Денес регионалниот пат Радовиш-Струмица представува една од најубавите делници во овој регион на државата. Почитувани присутни, изградбата на овој пат е дел од програмата на владата за изградба на реконструкција и рехабилитација на голем број на регионални и локални патишта низ земјата. Таквата програма продолжува да се реализира и во иднина. Заедно со општина Радовиш, заедно со локалните власти, заедно со другите општини, со Струмица и другите продолжуваме со изградба и асфалтирање на патиштата. Со цел населените места да бидат што подобро поврзани и развиени. Земјоделците и трговците да можат полесно и побрзо да ги транспортираат своите производи во земјата и странство и општо граѓаните да можат што побрзо, побезбедно и поубаво да комуницираат меѓу себе. На крајот дозволете, почитувани присутни, да честитам за успешно завршената работа на Агенцијата за патишта и нејзиниот директор кој што е тука, на министерот за транспорт Милијана Киевски и луѓето кои што работат во министерството на овој проект, на министерот за финансии Зоран Ставровски кој што во тешки времења на економска криза изнајде начин да одвои од буџетот средства кои што ќе се финансира, со кои што ќе се финансира оваа делница, на пратениците во парламентот кои што во изминатите години се бореа што повеќе пари да влезат за оваа делница за да може полесно и побезбедно да се патува на овој пат, но и на градоначалниците кои што помогнаа во овој период со сите нивни заложби и со сите нивни потребни чекови што требаше да ги направат за да дојде до непречена и брза реализација на овој проект. Честитки и до градежната фирма која што го изгради патот, до сите оние кои што на било кој начин помогнаа во овој период за да дојде до изградба на оваа делница. Се разбира и честитки и до сите оние кои што се поддржувачи на овој проект преку поддршката на пратениците во парламентот и преку поддршката на последните парламентарни избори. Пред нас се ефектите од оваа работа, пред нас е и новиот пат. Нека е со среќа и нека е за многу години, нека Ирилија, нека има уште многу вакви патички. Благодарам.